Ке се реформира училишниот спорт во Република Македонија. Во проектот кој го спроведува Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт, предвидено е да се вклучат околу 100.000 ученици. За поголема популаризација, училишните спортски надпревари ќе бидат и медиумски покриени од Македонската радиотелевизија. Председателот на Општинскиот сојуз на училишен спорт, а председател на Федерацијата на училишни спортови Славчо Давидковски, вели дека целта на овие реформи е што поголема вклучување на учениците во училишните надпреварувања. Целта на владата е бројот на ученици кои што се застапени во училишниот спорт да го зголеми од 10% на 30%. Затоа презема активности, а за тоа изготвува Федерацијата на училишен спорт акционен план, акцијски план од 2014 до 2016 година. Во него е зацртано да сите училишта формираат училишни спортски клубови, а општини кои што немаат формирано училишен сојуз, значи да формираат такви сојузи и сите заеднички да делуваат за поголема масовност. Во општина Велес речистите училишта имаат спортски клубови со кои се надпреваруваат во училишното првенство. И гимназијата Кочо Рацин и средното студично училиште Коле Неделковски редовно се надпреваруваат во општинските меѓусебни надпреварувања. Речиси секоја година овие две училишта учествуваат и на државни надпреварувања. Ние сме задоволни со тоа што го постигнуваат нашите ученици. Бидејќи секогаш на државните и на гимназијадите кои што се организираат секоја втора година, ние имаме најмалку 3 екипи. Се надевам дека и оваа година ќе биде така. Од општинските, за да учествуваш на регионално, на меѓурегионално до највисокиот форма на надпревари, тоа се државните или гимназијадите, секако дека треба да ги поминиш прво општинските. По резултат може посебно да го наведам успехот на екипата женска во мал фудбал, која што се пласира годинава на државното првенство кој ќе се одржи, на гимназијата кој ќе се одржи годинава во Охрид од 8 до 10 мај. Значи во тие надпревари ќе земат учество 6 екипи од целата држава. Значи се работи за голем успех на нашата екипа во женски фудбал. Во реформите предвидено е воведување нови програмски содржини за организирано спортување, односно масовен спорт, преку кој е можно вклучување на голем број ученици, како надпревари од атлетскиот крос дисциплини, планинарски и велосипедски трки. Досега во училишните активности според податоците на Федерацијата на училишен спорт од 8 до 10% основци и средношколци учествуваат во училишните спортски активности. Целта на овој проект е вклученоста на учениците да достигне до 50%.